Започна активностите за реконструкција на објектот на Домот на Арама во Тетово, кој е предаден на употреба на Националната установа Музеј на Тетовскиот крај за нивните потреби. Во првата фаза од реновирањето се спроведува темелно чистење на објектот и санирање на кровот. Тој објект едноставно беше премногу запоставен, уништен, натрапници имаат влегувано во самиот објект и е оштетен. Значи, како прва фаза, нас ни е план да се санира кровот. Бидејќи секој објект, најпрво што треба да се среди е кровот. Забележавме дека има некои си оштетувања и сега сме во таа прва фаза на санација на кров и делумно затворање на објектот, со прозори, врати, за да се заштити едноставно. Тука и електричната енергија, ја приклучивме, успеавме за најбрз рок што може да се приклучи, бидејќи исто така беше оштетена електричната инсталација внатре во објектот. Ние за оваа прва фаза имаме добиено 600.000 денари од Министерството за култура и се надевам дека со тие средства, колку што ќе можеме најдомаќински да се искористат на правилен начин. Во новите простории се планира да биде префрлена управата на музеот со оглед на тоа дека сегашните канцеларии се наоѓаат во објект кој представува споменик на културата, додека другиот дел планирано е да биде наменет за изложби и други културни активности. Горниот дел ќе биде управна зграда, каде што ние ќе можеме сите да се сместиме, не да бидеме во овие објекти каде што се споменици на култура, како експонати се, а ние сме во нив, значи нема елементарни услови за функционалност, за функционално работење и спроведување на многу проекти. Значи пред се музеот ќе си има еден дел кај што ќе биде музеј, со изложено со експонати, со една хронологија за градот Тетово и нормално големата сала ќе биде наменета за изложби, концерти може, значи мултифункционална, мултимедијална еден објект, мултимедијален што ќе биде, значи да се користат сите работници на културата, во културата што се уметници и секој граѓанин што би сакал да допринесе како и да е во името на културата. Другиот дел, останува другата фаза, има голем дел каде што претходно сите знаеме било ресторански дел. Сега тој дел ние ќе видиме како ќе го менаџираме, имаме некои планови. Во иднина се надеваме дека пак сакаме нешто во склоп како еден културен центар, младински културен центар, да сите млади луѓе да дојдат, да творат, да им овозможиме едни услови, минимални какви и да се, да работат во културата, во уметноста и така да биде едно свраќалиште за сите добронамерни. Инаку објектот Дом на Арама во владение на Министерството за одбрана веќе неколку години не функционираше. За истиот никој не се грижеше и беше оставен на забот на времето.